Гужва во маркетите пред задушница. Граѓаните пазарат за душа и спомен на починатите. Иако свештениците велат потребно е само пченица и вино, сепак граѓаните ја почитуваат и верата и традицијата. Леп локум, пченица, јаболка, вино и се она што според обичајот го сакале покојните. На терен тие велат не е скапо ништо кога станува збор за нивните сакани. Да, ја тут режима. Зашто прашуваш? Што се раздава е? Пченичка, лепче и лукумче толку. Не, утре поручок и у сабота се вари. Се раздават? Да. Па има пуно по гробиштата, има и на блиските си дават. Ако има некој до гроба, он ти даде, ти им дадеш. Пченица, лепче, тоа е најглавното, винце и лукумче, благо и тоа. Поручок ќе пазаруваме за утре. Ќе спремаме. Кога се раздава? Уштипе поручек, иначе задушница сабота си е, од Сабајле. И така. Одам, мажо ми е починат и одам. Па локумче да се раздаде, вино се носе на гробо и лепче, баничка нешто. Тоа е локумче, да, тоа е Па добро, мора, секој сака да однесе, како што е, а дед да си направи. Ќе одите ли на гробиште? Мислам дека треба да одам. Ќе одам. А утре се оде поручек, а у сабота се оде од Сабајле. Цените високи, платите и пензиите скромни, ама и оваа година задушница ќе се одбележи достојно, додаваат анкетираните. Па тоа може не е многу скапо да се обезбеде, ама другите работи се скапи. Не е скапо. За тие најмили што си ги оставил там, не. За такви денови не се гледа скапо. И цена не се гледа, пазариш и одиш. Колку се чини? Толку. Не се ценка. Инаку утре во предвечерието на задушница, граѓаните ќе ги посетат градските гробишта во Штип и ќе раздаваат за починатите. Од Брегалничката епархија понатаму информираат. Свештениците помен на починатите ќе прават утре попладне на парцелата над капелата, а в сабота под капелата.